Моето второ прашање за премиерот се однесува на една веќе позната ситуација. Ние ова прашање го поставив ја пред некои 3-4 месеци. Значи ние бевме во селата Долно, Средно и Горно Конјаре, каде што се вршеше нелегално искупување на песок. Само што ние си отидовме од таму, потоа селаните беа застрашувани со полиција, значи беа викани во полициска станица на информативни разговори, за да пред неколку дена повторно почне да се копа, и тоа на ново место. Да му кажете на премиерот да се врати. Добро. Значи повторно да се копа на ново место. Ние тука зборуваме за недопрена природа. Значи тоа е најплодната земја околу реката, негде околу 3-4 км во должина, 60 метри во длабочина. И сега на повторното копање пред неколку дена селаните излегоа и таму имаше дури инцидент каде што еден од работниците нападна еден од селаните, но за среќа беше спремен поголем инцидент. Деновиве повторно се копа и дури денес селаните ги блокира, значи дивите копачи, и имаше дури и новинари. Интересно е што ние тука збориме за Кумановци. Премиере, нели сте вие кумановец? Не знам дали знаете, мене мајка ми е исто кумановка, јас како дете си имам капено во Пчиња. Тоа е едно делче Кумановци знаат со мост, под мостот каде што реката е подлабока, и сега за грст сребреници си ги продавате земјаците на диви копачи да ја уништуваат една од најубавите реки во нашата држава. Се работи според наши извори за една фирма која што се вика Прогрес, која што е бивша до министерот за економија Бектеши, не е големо изненадување, очигледно пак дуи, и дека министерката за животна средина не смее да реагира затоа што трпи притисоци од вашиот генерален секретар, од Миле Зечевич, или Миле Вардарски, или може ќе го прекрстите и Пирински Егиски са, ако ќе дојдат изборите. Значи се работи за ископ на своја рака затоа што концесијата е стопирана. Значи, моето прашање е, дали планирате нешто да преземете да се запре систематското уништување на коритото на реката Пчиња? Не ми е јасно дека не можете да влијаете на ДУИ, тоа име на сите јасно, дека вие сте подреден партнер во владата и дека ДУИ раководи целата работа. Тоа е едно. Второ, рековте стопирани. Како се стопирани? Минатиот пат кога имаше ископини, излезе инспекција од вашето министерство и установи дека не може да копат. Сега пак копаат. На селаните им е кажано дека концесијата е стопирана, а они пак копаат. Значи, како вие следите состојбата? Извините, ако ја следите состојбата, излезете на терен. Нели излегувате на терен? Идете на терен. Денеска луѓето протестираа, ќе се тепаат таму со копачите, имало и медиуми, а вие седите тука. Требаше да пратите вашата заменичка и да бидете таму. Зашо не бевте таму? Ево, ја ќе идам утре. Не, ја ќе идам утре, ќе се тепам со багеристите. Чисто да знаете. Зашто вие не отидете? Значи, срамота е, срамно е. И срамно е и премиерот што го префрлува прашањето на вас, само за да излезе од сала, што очигледно не може да се воздржи, да седи 15 минути мирен и да не слуша нас тука претениците. Значи, срамота, недопрена природа, најплодната земја, веќе со километри, со стотици километри уништено коритото, и вие продолжувате да го уништувате. И се тоа под закрила, под заштита на државата. Нема шанси тие луѓе тамо да отидат да копаат ако некој не ги штити и да се силат на селаните. И полицијата наместо да обезбедува, значи полицијата уместо да ги заштити фактички селаните и тие што и дивите копачи да ги острани, она се сили на луѓето, на жителите. Значи срамота. Никој веќе не верува во вашите приказни. Не сум задоволен од прашањето и од одговорот, пардон, и немам дополнително прашање.